Уште еднаш благодарам за репликата, почитуван заменик министер. Одличен политички говор, без никаква суштина, без однос на она што го пишува во амандманот. Меѓутоа, еве, вие како, не знам како смеете да кажете дека ние не смееме да предлагаме такви амандмани. Вие така има, меѓутоа немаме, не знам како успеавте да ја склопите таа реченица, токму вие кои сте дел од влада која што има рекордно најголемо задолжување. Еве, како што разговараме овде за овие закони на оваа жега, иронично некој спомена дека пред некој ден вика ова е најтоплиот ден досега во мојот живот, друг иронично му рече мислејќи на глобалното затоплување, меѓутоа ова е најстуденото лето до крајот на твојот живот, затоа што температурите се покачуваат. Така и вашиот јавен долг. Ние кога да зборуваме овде, ние велиме сега во овој момент ние сме најзадолжени. И вас ве праќаат во собранието и вие доваѓате и имате моментално најголем јавен долг, меѓутоа ако размислиме малце, ќе видиме дека вие сте заменик министер кој што во моментот е најмалку задолжен затоа што и утре ќе имате вие ново задолжување. И вие зборувате дека прв пат имало намалување на ДДВ за струјата, а не споменувате дека прв пат има и воведување на еколошка такса од 4,13 денари, кое што ќе предизвика зголемување на цената на енергенсите. Па за фискалните импликации за колку пари ќе се заштедат, велат дека се незначителни, 0,04%. Дојдовме до некоја бројка од 30 и кусур милиони, вие рековте 1,1 билиарда денари, не е важно, тоа не го видовме во писмена форма, односно во самиот закон е во описна форма незначително, а од друга страна планирате да соберете 57 милиони евра од граѓаните врз основ на новата такса. Така да не знам како вие имате лице да зборувате за прв пат, кога вие сте заменик министер на Министерство за финансии, кое е рекордно најзадолжено, а од сега па натаму дополнително ќе се задолжува, и вие од друга страна да зборувате за кратење на ДДВ, кога како влада која што е предлагач имате план сето тоа да го компензирате и тројно да го наплатите од граѓаните преку ново воведените давачки, така да тие аргументи не ви држат, а да не зборуваме за загубите во ЕЛЕМ и во МЕПСО, за огромните загуби 15,8 милиони ЕЛЕМ, МЕПСО 5,8 милиони евра загуби, непостоечки или многу мали инвестиции во енергетиката, кои што ќе предизвика дополнително зголемување на цената на електричната енергија. Меѓутоа, да се вратиме на амандманот, уште еднаш ќе кажам, целта на амандманот е да не се врзуваме со рокови, затоа што целта и идејата на овој закон е да се заштитат потрошувачите од ценовен шок, а со ценовен шок не можете да ги заштитите со воведување само на датуми како што се предвидени овде, а ќе ве потсетам на вашите зборови кога ги коментиравте, велевте сите опции се отворени, калкулациите ќе покажат дали ќе се намали ДДВ-то од 18 на 5%, но не би сакал да преодицирам нешто врз основа на две непознати. Цената на цената на струјата се две непознати во иднина, меѓутоа вие не сакате да преодицирате врз основа на две непознати пред локални избори, а во 1 јули 2022 до кога важи повластената даночна стапка и 30 јуни, тогаш можеме да преодицираме врз основа на непознати. Толку, благодарам.